Драги капитани, убав сон. Вечера ќе зборувам поточно, ќе анализираме една интересна тема што се случува во моментот, не ова, нормално. Тоа е конфликт помеѓу Израел и Иран. Го видовте текстот, мислам насловот на текстот, дали Нетањаху ќе го повлече само во жив песок, поточно, дали Израел, Америка ќе повлече во жив песок, од кој нема избегување. Вечера преку наталната карта на господин Доналд Трамп, председателот на САД, оно што го зборува, значи уште во октомври минатата година се потврдува и исто го кажав и на 13 февруари оваа година. Значи, на 13 февруари оваа година кажав дека во втората половина на јуни почнува опасноста за председателот на САД по безбедноста и многу работи. Што се случува? Кој ќе погледнеме, например, денешната натална карта, веќе е 18, стари веќе на 19, него Марс се уште му е во 12 куќа, тоа е куќа на подсвеста. Пардон. А Марс му е во прва куќа, значи излезење. Од тие причини доаѓа таа енергија и закани кон Хомеини и кон Иран, но тоа нема да го помогне, бидејќи може да го вовлече само повеќе во жив песок. Израел направи катастрофална грешка, ја направи животната грешка што го нападна Иран, бидејќи меѓународната агенција за нуклеарна програма кажа дека Иран не поседува нуклеарно оружје и дека е далеко уште од тоа, но дали поседува прашање, што може да се поземи, од богато уран за своите нуклеарни централи. И што се случува во моментот? Значи, го спомнав господин Доналд Трамп, председателот на САД, него евреите го донесува, бидејќи во првиот мандат го натера да го нападне Иран, неам сега се заканува, но тоа би било страшно за самата Америка, па и за него. Значи, самиот Марс кој е сега во прва куќа, тоа е самата личност, и на која владата на негова девета куќа, уште на 13 февруари кажав дека во втората половина на него престои опасност, девета куќа е странство. Значи, овие закани не е случајно Иран да пратили било кој муслиманиве, и не обида атентат. Тоа ќе биде опасно се случува. Например, што се случува може многу засназад. Кина веќе застана за Иран, а Русија одамна, Путин му се закани низ да престане со конфликтот, бидејќи, не знам колку знаете, Русија има два стратешки договора, а тоа е со Иран и со Северна Кореја. Значи, а тука и Русија помага. Ја во мои многу анализи, особено мината година кажав дека сами на Русија, Кина, па и на САД, изгледа ќе биде избришана во година. Си да ја направи огромната грешка што го нападна Иран. Оно што го направи Газа е чист геноцид. Изгледа која беше нација, поточно евреите кои беа поради Холокаустот, од сите жали сега стана најомразена нација, особено што прават во Газа. И што го направи, уште го прават, но со Иран е преголем за овој, или за очи, како сакате, кој ќе ги загуши и ги снема. Иран, да се разбереме, благодарение на Русија поседува хиперсонични ракети и надзвучни ги вика, а деновие од Кина му стаса и транспорт, воен транспорт, но се изгуби
авионите го изгубија од радарот, кога влегол на иранска територија и не се знае што донел. Значи, се очекуваат страшни работи и треба да мислам дека најпаметно Трамп да не се заканува хоќе на Хоmeini, не случајно Хоmeini ја назначи револуционерната гарда и преку се работи во случај ако тој загине, значи да се продолжи инаку ПВО системите што има Израел се трошат, не случајно они што беа наменети патриоти за Украина се пренасочија кон Израел, но веќе Израел се жали дека нема веќе и ПВО систем стрела, а ги нема веќе и у магазините кај во САД. Значи, главна цел беше и со Украина, да се исправат магазините на НАТО и на САД. Војната индустрија на САД е во еден засеј, немат ни кадар. Не случајно Трамп отиде во Саудитска Арабија, каде продаде за 142 милиарди и Емирати оружје, за да може војната индустрија да работи. Значи, негови работи. Тоа се му препорачал на посокол САД да ја нагади топката и да ја гледа САД, бидејќи со влегување на САД во конфликт со Иран, тоа би било посебна работа, бидејќи и самиот Пакистан кој нуклеарна земја се закани, дека ќе не само Иран, не само Израел ќе биде нападнат со ракети, ќе биде нападната и САД, а тука е Северна Кореја и Ким, исто чека. И да не заборавиме дека Русија е нуклеарна сила број 1. Самите Мак Рубио и Венс признава дека имаат Руси се број 1, во нуклеарна сила имаат над 1500 нуклеарни глави и стратешки и тактичките нуклеарни глави. Значи, ова е опасен период. Ја уште мината година во октомври 21 кажа дека Израел ќе биде бриша. И кажа дека тој ми говора и на САД, бидејќи Нетањаху кажува дека Израел има најголема колонија која се вика САД. Значи ќе си тамо и конгресмените се бираат слами на еврејското лоби. Од тука и ја растрои малку работата Кина, бидејќи они со купувањето на чикерката бе да 50 години беше. Тоа беше стара 150, 170. Буквално и предвидува многу брендирани фирми бизниси на еврејското лоби. И не случајно еврејското лоби, што имаше безата од злато од Велика Британија преходи во Кина, значи може да се проснат со злато. И папата Франциско, кој почина се веќе, кога беше во Швајцарија во посета на навршот, се нормално роштот треба на папата му бакне раката, папата му бакна на роштот. Го потврди оно што ја зборам цело време дека израелците или израелското лоби парите ги чуваат во Ватиканската банка и од таму се финансира и сите крстоносни војни и ова крстоносна војна. Значи Русија многу пати кажа не војува против Украина, не војува против САД и НАТО, него против еврејското лоби. За тие причини страшни работи се случуваат во Израел, неубави. Мосад е погоден, значи Мосад тоа е мозокот во една држава. Самите израелци се знаат, има проблеми и други работи, кои страшни работи се случуваат. А дека само за илустрација Израел пуно од територија од Македонија. Така таму каде има околу 7 милиона жители, 4 милиона се водени Советскиот сојуз, они порано војуваа со арапските земји на руски јазик, затоа Путин кажа дека се ни руско војно подрачје, затоа ги добива војните. Но сега гледам и јак бивски напад има од Иран на хебрејски, значи не еврејски.
И тука мигнатска војна се води и нон-стоп ракетирање на Иран, бидејќи има многу поголемо количество на ракети, балистички и крстарички, но и хиперсонични. Значи, тоа е благодарение на соработката со Русија. И Русија кажа исто дека ќе застане зад Иран, бидејќи они имаат стратешки договор со Иран и со Северна Кореја, че не е случајно што војници од Северна Кореја се бореа во Курската област против украинците. Драги пратни фокус за вечер, а на господин Трапов препорачувам да обрнеме внимание, дека може да награди цоката да излезе Америка од овој конфликт, бидејќи може да биде повлечен тој и САД во војна, особено тој период за момент, да сменам датумот, ќе оставиме јули месец, зашто велам јули? Од 15 јули до 12 август Меркур е ретрограден. Тогаш Меркур ќе биде ретрограден во 12-та куќа на господин Доналд Трамп, а тоа е навред, значи процесите кои почнаа во Америка, особено во Лос-Анџелес, ќе продолжат, но може да дојде до граѓанска војна. Кај него тогаш Марс ќе полека ќе гради аспект со наталниот Марс, значи доаѓа до голема опасност. Значи ова е, да кажем, предвида, воените работи може да се случат во јули и во август. Драги пријатели, уште еднаш би сакал да се поздравам со вас, да ви посакам убава ноќ, многу здравје, убав сон оние што спијат, а оние што има желба да ги следат моите наредби, треба на инфот на копчето да притиснат предплати се, и ако се допаѓа наредбите да стават лайк, а може да ме следат и на TikTok, како и на Instagram Кринички, латинично, ЦК, а на TikTok хороскоп, Кринички Ријаботков, мислам тоа е килични костек, кој се там да ви кажам. Значи, убав сон со Македонија и со затоа напред. Тоа